Првиот и основен мотив беше да се подржи фолклорниот идиом на овој простор. Значи, инсистирањето беше да авторите го поддржуваат, да го практикуваат и да го во своето творештво да го внесат тоа. Ние сме сите склони на денешно време да многу полесно ги усвојуваме сите оние елементи што ни доаѓаат како надворешни влијанија. И некој се обидува, авторите во своите авторски природи во творештвото донесуваат такви природи, меѓутоа сметам дека се страни. Дали сакаме да правиме комерцијален фестивал, дали сакаме да правиме од овие 20 песни, вие не можете да направите се. Мораме да направиме нешто со што ќе се одржи традицијата на овие простори, а при тоа да внесеме и нешто што ќе биде посовремено во однос на продукцијата, во однос на идејата авторска, а тоа дали авторите донесоа нешто ново, па донесуваат и нови работи, меѓутоа донесуваат толку екстремни кои не прилегаат на фестивалот. И тие се разбира не може да дојдат во комбинација. Можеби тие ќе бидат добри за некоја друга прилика, за некој друг фестивал, меѓутоа Валандово треба да го одржи нивото на кое почна, на кое живее и кое понатака треба да биде надградено во духот на традицијата на Република Северна Македонија. Тоа што имате влијание од надвор и што некој се обидува да биде, не знам, од кое влијание, ние имаме многу влијание. За жал, не се одржа музичката продукција која требаше да го одржи стандардот и да го одржи критериумот, таа веќе не постои и си дозволија луѓе со сите упливи од сите страни да внесуваат се што ќе стигнат, се нема никаква контрола на тоа и во тој смисол сега дали фестивалот ќе биде комерцијален или не. Да, ќе биде и комерцијален, и ќе биде уметнички, и ќе биде фолклорен. Градоначалник на општина Валандово ги повикувам пред се граѓаните на општина Валандово да бидеме навистина гостопримливи, но и сите наши гости од целата држава да присуствуваат и да му дадат еден посебен шарм на нашиот водечки фестивал во државата Фолкфест Валандово. Како што рековте, Фолкфест Валандово ќе се случува на 26 мај, тогаш е фестивалската вечер, затоа што ќе ни понуди таа вечер уметничкиот директор, драгиот професор Живоин Глишич. Ние како град и општина организатор на Фолкфест Валандово, пред самиот почеток на фестивалот, нешто што се покажа како навистина добра пракса изминатиот период, тоа се двете предфестивалски вечери кои што се отворени за сите љубители оваа година на вистина на македонската песна и народна и забавна. Ги повикувам ете и на големите празници 24-25 мај да бидат на градскиот плоштад во Валандово, каде што ќе настапат етаблирани имиња. Мислам дека за сите вкусови, од Драган Мијалковски до Перо Христов, кои што се и доаѓани исто така и заштитни лица на Фолкфест Валандово низ годините наназад. Тука е Владко Лозановски, тука се Кирил Джајковски, Игор Джамбазов Ареа, значи имаме за сите вкусови програма. Морам за во овој дел да напоменам дека по завршувањето на оваа пресконференција ќе бидат пуштени во продажба и влезниците за ова издание на Фолкфест Валандово, кое што според правилникот повторно ќе има можност нашата публика присутна во фестивалската сала Јан Глузунов да се вклучи и да го одлучи победникот на нашиот фестивал, така да се надевам на навистина убава програма и убави фестивалски денови во Валандово.